Магливо утро во Тетово. Загаденоста во воздухот стана секојдневие во градот. Синоќа во 19 часот концентрацијата на PM10 честичките во воздухот достигна речиси 300 микрограми на метар кубен. Тетовци постојано посочуваат дека најголемите причинители за аерозагаденоста се возилата и дивата депонија на влезот од градот, но локалната самоуправа и натаму без конкретни решенија за овој проблем. Од кога почнаа да се прават зградите, по 7-8 спрат, нема проветравање низ градов. Тоа е една причина. Друга причина, горивата што се трошат на коли е појкисат на дизел, а дизел е тежок кој може да се дигне нагоре, него лепти доле. Тоа тешко да се рече од кого доаѓа тоа, ама највише од колите, мислам. Претежно од колите. Ја не верувам да е од Југохром. Ја мислам дека од возилава. Многу возила има и због тоа. Депонијата те на железничка станица, те онде од другава страна кај Житополок, тоа е страшна работа. Ја не знам, и државава не сумеше да направи една ургенција до Русиново да се направи една депонија целосно за Изак во Северисанас, па макар и за некои други. Со тоа би се решило прашањето. Повеќе од 200 дена во годината загаденоста на воздухот во Тетово е над дозволените граници. PM10 честичките се најмногу застапени и се главни елементи на аерозагадувањето. Овие честички тешко се филтрираат и преку белите дробови влегуваат во сите органи и крвотокот. И покрај затворањето на комбинатот Југохром, воздухот и натаму е постојано загаден. Денес напладне станицата за мерење на квалитет на воздухот покажа 187 микрограми на метар кубен штетни честички.